договарано за национален парк Граничица, за чувување на природата, али малце мене не интересира. Не слушнав за чувување на човечката средина, на луѓето што живеат покрај овие проекти. Наводно пештани се наоѓаат на пештани на некритично место, каде патот ќе води директно во близина на селото згора и ќе се сечат, како што слушнавме, 405 хектари шума, а ни беше кажано дека жичарата ќе тргнува од градиште, ауто кам градиште, а сега имате префалено по вашето предлагање на горно село, кој е директно над селото Пештани. Во случај на успех овој проект, тука ќе има големи објекти и каде се напомена смесување на многу хотелски има апартмани и след. Тука ќе се користи многу вода. Пред 2 дена имаше поројни дождови, цело село беше поплавено и денеска локалната самоуправа работеше на разчистување на патот. Сакам да потенцирам дека овај пат од 4 км кој се движи над Пештани, во ширина на 30 метра, кој ќе сноси во посиноќевско невреме, ќе има преку 1 милион кубици вода. Кој треба, мислам за ваков случај и за ова дел од природната за чување на природата, во ова излагање не слушнавме ни избор. Тој пат треба да се регулира, а и водата која ќе оди по надолу за Пештани, ќе биде критична ситуацијата, а сиот отпад ќе оди без село. Значи, плажата и услови за развој на туризам ќе бидат многу максимално намалени, бидејќи сето џубре од патот ќе се слива, ќе оди во резерва. Благодарам. Имајте предвид дека кога имат вака по-комплексни прашања, различни луѓе ќе одговара. Јас ќе одговорам на дел од тие одговори на ревизираната версија. Значи, веднаш да зачистиме со модолата и со објектите. Како што беше во презентацијата кажано, Владата на Република Македонија заедно со МЕПСО појде во процес на барање на консултантска фирма која ќе изготви физибилити студија и мастер план за изградба на ски центар во Националниот парк Граничица. МЕПСО избра консултантска куќа, тоа е од Хрватска некоја, поддржана од Екосајн од Австрија и Екосајн од Канада. Тие постапија според барањата на МЕПСО и развија физибилити студија и мастер план. Во нив се дефинирани местата на скијачките патеки, ски лифтовите, објектите, ресторани, гондола и така натаму. Задача на Цитрус при изготвување на ревидираната версија на стратешката оценка беше да го процени влијанието на се што е предвидено во версијата од мастер планот која беше доставена до јавната установа, односно до Цитрус. Значи, нити Цитрус, нити јавната установа има мод да смени нешто од мастер планот. Задачата е да го процени влијанието и да препорача дека вака дизајниран ски центар ќе има вакви влијанија врз природата на паркот. Значи, онај кој ќе одобрува да има предвид дека тие влијанија ќе бидат присутни ако се реализира. Но овде нема никакво сменато, никакво дискусија околу влијанието на овој проект према населеното место.
што живеат, ќе добиете одговор за социолошките аспекти, ќе добиете одговор. Сега немаше ниспомнено. сега коментирам за локацијата на објектите. Второ беше дека ќе се пресече шума. Површината од шума која ќе биде изгубена, пресметана. И која е загубата, вклучително и опасностите од ерозија, кои можат покасно да се јават. Не знам колку приметивте, во презентацијата беше кажано дека за некои од проектите потребно ќе е уште во фаза на подготовка на документацијата да се проценат влијанија. Исто така, потребно ќе е во фаза на спроведување на проектот да се пратат влијанијата преку програма за мониторинг и на крај, откако ќе се заврши проектот во фаза на користење, повторно јавната установа, ако имаме ресурси, ќе е задолжена да ги прати влијанија, вклучително и можноста за појава на ерозивни процеси. Дали можам да дадам одговор во однос на водата и отпадот поврзано со патот? Колку ќе има штета тој центар, на селото долу. So within the assessment, under section 7, Во рамките на проценката, член, односно точка 7, секција 7, impacts on environmental quality, including the hydrogeology of the water regime, влијанието врз за природата, вклучувајќи го и хидрогеолошкиот режим на водата, and it's identified there is a risk regarding the water runoff from the road, се идентификува, се утврдува дека постои ризик од истекување на вода од патот, risks of erosion. како и ризик од ерозија. It recommends that this will need to be investigated and mitigated within the road design. Се препорачува ова понатаму да се испита и да се предложат мерки за ублажување во текот на изготвување. And that the road design needs to account for the flow of water from the mountainside. И дека во проектот за патот треба да се земе во предвид и последиците од истекувањето на водите од планината кон патот. And a hydrological study is required as part of the road design. Хидролошката студија е вклучена како составен дел на проектот. And that specifically also the road design will have to take account of the groundwater regime. Исто така во проектот за патот треба да се вклучи и хидролошка проценка, односно за проценка за подземните води. And specifically for cuts in the limestone, they will have to deal with any seepage of water into the road body. Како и било какви засекувања во варовникот кои што би може да доведат до протек на вода кон патот. Okay, and in the mitigation measures that we recommend, again I'll say that the road design needs to include a hydrological study to determine the drainage features to deal with surface water flow and other water flows. И повторно ќе напоменам дека во хидролошката студија треба да бидат вклучени и ефектите од како од подземните, така и од површинските води врз патот и околината. But we can use that at a detailed level, the projects need to do the detailed assessment. We have assessed the strategic risks, but we have identified that as a risk that needs to be dealt with at the project level. Уште како дополнение на тоа што го кажав, сакам да истакнам дека во рамките на проектот треба да се предвидат поединостите. Ние ги утврдивме оние стратешки ризици кои што би се појавиле, меѓутоа проектот детално ќе или нема да ги земе во предвид тие наши препораки и утврдувања. Сакам да допълнам. Дали што е промената на скијачкиот центар, почетокот на шичарата, наместо да биде над градишки што се планираше, сега да дојде над. Ние не знаеме, ви реков, ние добивме готов материјал. Ова е предложено.
Проценете го влиянието на ова што е предложено. Валя за измена бе?